Почитувани соработници, финалисти, представници на медиумите, драги членови на жирито и пријатели. Добре дојде на сите. Моето име е, за оние кои што не ме знаат, Ирина Јаневска. Јас сум коосновач и председател на Сдруженијето за социјални иновации Арно. Арно 5-та година поред го организира надпреварот Филантропија преку зелени идеи. 5 години го растеме, го полеваме со многу љубов овој надпревар, исто како и овој пркос кој што е пред мене, кој што можете да си го посадите благодарение на садливите картички кои што се наш промотивен материјал 5 години и кој што исто така се дел на еден мал зелен скопски бизнис на Визард и можете понатаму да го користите за своји промотивни потреби. Арно се горде многу на сите досегашни финалисти, на сите оние кои аплицираат и размислуваат за зелената економија, но се гордееме особено на досегашните регионални победници. Во 2015 победници беа кооперативата на органски потрошувачи, Наша добра земја. Во 2016 за регионален победник ја имавме идејата на Марта Мојсова за репарирање и реупотреба на стар мебел, Спин. И во 2017 имавме дури 2 регионални победници, платформата за донација и продажба на непродадена храна, храна за сите, и екоактивистичките илузии на магионичарот Кристијан Шопов. Преку овие победници досега во земјата се инвестирани $40,000 и така во регионот сме препознаени како земја која што има навистина голем потенцијал за развој на зелената економија. И сега зошто велам регионално сме препознаени? Затоа што станува збор за регионален надпревар, кој што се одржува од 2012 година, се одржува традиционално во секоја земја, надпреварот ротира, а инаку се имплементира во земјите од Западен Балкан, покрај во нашата земја се одржува во Албанија, Црна Гора, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, а годинава и во Грција. И по тројца национални победници се надпреваруваат на регионално ниво за освојување на една од трите, односно оваа година 4 награди во вредност од $10,000. Надпреварот Филантропија преку зелени идеи е поддржан преку програмата за развој на Западен Балкан на фондот на браќата Рокфелер од Соединетите Американски држави и регионалниот проект кој го имплементира Балканската зелена фондација во соработка со фондациите и организациите од сите земји учеснички. На регионално ниво, од 2012 година наваму, досега се инвестирани околу $200,000 за развој на мали зелени бизниси на Балканот. Голем дел од овие бизниси функционираат и се само еден пример и доказ дека бизнисот покрај профит навистина може да прави добро и за околината и за заедниците. Значи предприемништвото може да биде и профитно, и зелено, и општествено одговорно. 20 јуни е денот кога го одбележуваме финалето на надпреварот Филантропија преку зелени идеи 2019. Меѓутоа и ден кога ќе споменеме дека годинава забавниот парк Волт Дизни се конвертираше кон употреба на чиста енергија. Те имаат нова соларна фарма со 500,000 панели во облик на главата на Мики Маус, која што фарма ги напојува целосно 2 од 4 забавни парка во Флорида. И оваа интервенција е еднаква на изземање на 10,000 коли од патиштата. Ке спомнеме дека да, бизнисите се трансформираат и така циркуси со животни стануваат циркуси со холограми, само за да се стави една црвена линија на капитализмот и да се спречи во овој случај суровоста кон животните. Пример за светски тренд и за свест е Лего, која што е данска компанија која 100% функционира на обновлива енергија. Податок кој може би го очекувавте, но овој податок е збогатен со фактот дека компанијата тоа го прави дури 3 години пред самиот план за целосна конверзија. И ако овој факт не ви е доволно интересен, дозволете ми да споделам дека огромните турбини за ветер на Лего се направени токму од коцките, пластичните коцки на Лего, ако ми дозволите да бидам прецизна, 146,000 коцки. Кога сме веќе кај коцките, предпоставувам дека вашата и моја реакција прва би била уште една пиар приказна за општествена одговорност која ни одблиску не го оправдува производството на пластика. Доколку сте родители, може би сте веќе информирани, јас бев пријатно изненадена од податокот дека Лего преминува во производство на коцки од биопластика и дека дури нуди опција старите пластични коцки да се заменат со овие новите еколошки подобни. Ова се примери како големи профитни компании
се конвертираат целосно кон зелената економија и покажуваат дека навистина има и свест и слух во светот. Ние денес тука имаме 12 мали бизниси кои во својата суштина размислуваат зелено. Не им се потребни дополнителни обуки и притисок од јавноста за да функционираат како зелени бизниси. Иднината на бизнисот или е зелена, или е црна, немаме друга опција. И токму тоа е идејата на надпреварот за зелени бизнис идеи. Да поддржи локални луѓе, во локални набавки, во локални практики, да генерираат профит кој ќе носи добро за малите заедници, а секако во поширок контекст и за земјата. Денес пред нас е 12 зелени бизнис идеи, кои што за кратко ќе ги прочитаме и сите ќе ги повикаме да си го подигнат сертификатот за успешен пласман во финалето на надпреварот. Пред да ги повикаме, сакам да споделам дека со нас денес е и жирито, кој имаше тешка улога и не го разбирајте ова само како флоскула, туку како една рефлексија на реалноста, бидејќи пристигнаат 38 апликации, оваа година проширени во делот со бизнис планови и сите апликации беа прочитани од членовите на жири, што ќе рече дека овие луѓе не се само експерти во своето поле, туку и филантропи кои одделија дел од своето време за да ги прочитаат и евалуираат сите пристигнати идеи. Бидејќи јас многу зборувам, сметам дека време е да го подадам микрофонот на членовите на жири, да ви се представат и да ви ја раскажат чисто нивната улога и нивната перцепција за надпреварот филантропија преку зелени идеи. Јас мислам дека може да почнеме од крајот. Малку ме стави во небрано. Ја прв пат годинава као член на жирито. Инаку моето име е Владко Алексовски, јас доаѓам од Германско друштво за интернационална соработка ГИЗ, кое што во оваа област, значи, односно јас доаѓам од проектот кој што се бави со проект за социјална права на ранливи групи. Тука јас малку повеќе внимание обрнав на вклучување на ранливи категории, на социјалниот аспект на гро од идеите. И мене ми беше задоволство оваа година да бидам дел од ова жири. Беше навистина тешка задача. Моравме многу да се консултираме по области со колегите за да дојдеме до овие резултати. И особено денеска беше многу потешка работата, како што поминува презентациите, стануваше се потешко и потешко, но на крајот мислам дека некој ќе мора да победи, сега ќе победи и за да не должам повеќе, јас ќе предадам микрофонот понатака, така ви благодарам многу. Благодарам. Добар ден на сите, јас сум Робертина Брајановска од Македонско еколошко друштво. Тоа е една невладина организација која што повеќе од 45 години работи на полето на заштита на животната средина и на природата. И особено последниве 20 можам да кажам дека сме прилично сконцентрирани на заштита на биодиверзитет. Мојата улога беше повеќе да го оценам еколошкиот, односно аспектот на животна средина во овие апликации. И морам да кажам, ова е втора година како сум член на комисијата и морам да кажам дека беше навистина тешка задача. Она што ми е многу мило е дека конечно и без разлика и генерално и проектните идеи или овие бизнис идеи што сега ги оценувавме, веќе размислуваат за животната средина од малку поинаков агол, не е само од аспект на засади дрво или исчисти го ѓубрето околу себе, затоа што тоа го зборуваме со години наназад, не дека и тоа не е битно, меѓутоа е многу, животната средина опфаќа многу повеќе други работи. Интересни идеи кои што опфаќа и само и употреба на локални, автохтони производи или видови кои што ги има во Македонија, штедење на користењето на вода, намалување на користење на возила, намалување на загадувањето и така натаму. Еден куп интересни идеи, можам да кажам дека оваа година имаше прилично голема конкуренција и треба да сте горди што влеговте во потесниот круг од навистина голем број на апликации. Толку од мене. Здраво на сите.
Уште еднаш да се представам за вас кои не бевте во презентациите. Јас сум Дријан Исени, извршен директор на Стопанска комора на Северозападна Македонија и поборник на тоа да се промовират добрите примери, односно success stories, бидејќи ние кои сме одлучили да живееме во оваа држава, треба да веруваме во иднината. И јас верувам во младите и во успешните примери. Ова ми беше прво искуство изворедно. Благодарам за вклучувањето и сметам дека идеите беа многу интересни. Особено за мене што јас презентирам, односно зборувам во име на бизниси кои веќе се етаблирани, кои поминале во ваша фаза од пред многу години и сега зборуваат во други параметри, во други бројки, од друга перспектива. И стварно искуството беше одлично. Верувам дека вашите идеи повеќето се реализирачки. И јас гледав од перспектива на бизнис план, на одржливост, на идеите као такви, потенцијалот на пазарот за раст. И секако теоријата и праксата не покажува дека не е секогаш до парите, не е секогаш до идејата, туку е времето, ако се погоди моментумот, може да се направи секаков бизнис. Верувам дека сите финалисти што бевте денеска заслужувате огромна почит за тоа што сте го замислиле и што го имате ставено во хартија. Да зборува во име на државни институции, сигурно би сакал сите да ве финансира. Сите бизнис планови се одлични. И секако најтешкиот дел беше пред пола час кога требаше да издвоиме 3 од 12 одлични идеи. И како што спомна колегата, некој мораше да победи. И ве охрабрувам да продолжувате со вашите бизнес идеи во иднина и ви посакувам многу успех. Фала. Добар ден и од мене, јас сум Маја Коистра, од неодамна, иако тука пред мене пишува Маја Антеска. Значи, доаѓам од Европска банка за обнова и развој и сум национален програм директор на програмата за поддршка на мали и средни предпријатија во Македонија. Ова е моја трета година како учествувам во жири комисијата и морам да ви кажам дека и пред се сакам на сите тука што сте присутни и што презентиравте да ви честитам. Бевте одлични, презентиравте со голем ентузијазам и сметам дека вие сите сте пример за младата генерација во Македонија и сте на некој начин градители на иднината на нашата земја. Во оваа прилика сакам да честитам на Ирена и на нејзиниот тим и на Арно за одличната соработка и за безпрекорниот професионализам за организирање на овај натпревар. Само на кратко би ги повикала сите денес што се тука присутни да остварат контакт со Канцеларијата на Европска банка за обнова и развој, која што се наоѓа во Соравија центар на 7 кат. Работиме со етаблирани бизниси, значи потенцијални корисници на програмата која што ја менаџираме во Македонија би биле сите оние кои што имаат основано компании кои што работат минимум 6 месеци. Имаме одлични инструменти и јас и мојот тим сме расположени да оствариме индивидуални средби и да ги испитаме можностите за поддршка од страна на Европска банка за вашите идеи, вашите бизниси со цел да го развиете бизнисот во Македонија, во регионот, па и во глобални рамки. Честитки уште еднаш и се најубаво. Фала. Добар ден на сите, јас сум Владко Данилов од Менеджмент консалтинг асоцијација. Тоа е асоцијација на професионални консултанти кои што работат со бизнис секторот, сертифицирани консултанти. Ние сме во улога овдека исто и на спонзори, бидејќи на трите најдобри, трите наградени им обезбедуваме професионални консалтинг услуги за помош. Сите бизниси во самиот почеток имаат потреба од помош,
како мали деца, знаете, кога проводуваат, им треба рака некој за да ги земе малце додека да застанат на своји нозе. Оваа манифестација Зелени идеи проект стана навистина многу важна, многу интересна, стана инкубатор на нови бизнис идеи, значи овдека се развија навистина многу одржливи идеи. Можем да кажем дека сите денеска што ги чувме, дека сите 12 сум сигурен дека и понатака ќе работат. Добиле награда или не, али сите се одржливи и сите 100% сум сигурен дека ќе опстојат и ќе се развиваат и понатака. Навистина беше тешко, но беше уживање навистина да се слушат сите 12 презентации, да се видат луѓе со полни со ентузијазам, со верба во нивните идеи и навистина ви посакувам многу среќа и успех во понатамошната работа. Кој да добие или не, мислам немајте уопште да се ограничувате во врска со тоа. Секој е добро. Добар ден и од мене. Јас сум Габриела Мицевска, консултант за зелена економија. Веќе трета година сум член на ова жири и ми представува навистина големо задоволство. Секоја година се повеќе и повеќе на потешки маки не ставате. Многу добри идеи. Значи, доаѓам од програмата за зголемување на пазарната вработливост. Тоа е една швајцарска програма која во минатиот период ја имплементираше Swisscontact, а сега од 1 април оваа година веќе Palladium. Сега тоа што би сакала да ви го потенцираме дека ние во нашата програма работиме во 3 сектори: одржливо земјоделство, авантуристички туризам и ICT технологии, така да во дел од овие идеи, дел од вас веќе гледам идни соработници во нашата програма. И можам да кажам со задоволство дека дел од минатогодишните учесници, иако не беа победници, се многу успешни во бизнисот и веќе соработници наши во тековното работење. И голем дел од идеите, во дел од идеите се гледам и како корисник. Не како партнер, туку многу ми се допадна идеите и веќе сум потенцијален купувач и корисник на вашите идеи. Ве поддржувам понатаму сите да истраете со идејата, без разлика дали ќе добиете награда. Ова е само една можност. Многу можности ви се отвараат и само издржете понатаму. Супер ви се идеите. Добар ден и од мене. Јас сум Бранислав Марковски од Фондот за иновации. Прв пат сме дел од ова жири. Честитки до Ирина за организацијата и до низиниот тим за едно високо ниво на професионалност кој го покажа. Се нема да кажам дека беше тешко, сите го кажаа тоа, тешко е, да, финале беше нормално, не ни очекувавме да биде лесно. Видовме стварно навистина добри идеи, одржливи идеи. Јас само сакам да ве охрабрам во водењето на вашиот бизнис, во реализацијата на вашите идеи. Победници сте сите сте дел од финалето. Би ве охрабрил и да дојдете во нашата институција, во фондот, да се запознаеме, да ги презентирате вашите идеи. Сигурен сум, убеден сум, голем потенцијал сите идеи покажаа за финансирање и од нашата институција. Би ви честител на сите за упорноста и за ентузијазмот кој го покажавте и би ви посакал среќа во реализацијата на вашите идеи. Фала. Благодарам на сите. Искрена благодарност до жирито, затоа што верувам дека ова се луѓето со кои што и понатаму сите би сакале да продолжиме да соработуваме и заедно да ја градиме уште поуспешната приказна за зелената економија, за развојот на зелената економија во нашата држава. Како што кажав, благодарност до жирито, без нив ова немаше да биде реалност. Реалност е исто и тоа дека немаме 12 награди за сите и дека имаме само 3 идеи кои што понатаму ќе ги номинираме за регионалниот надпревар. Но имаме убава вест за оваа година, што ексклузивно сега ќе ја кажам. Не ја знаат никој од присутните, освен дел од тимот наравно и некој можеби членови на жирито.
Фондот за иновации и технолошки развој годинава ќе обезбеди ваучер за учество на меѓународен настан за промоција на првонаградениот од нашата земја, а повторно Владко веќе го спомна тој дел, ми го зема текстот. Повторно има за тројцата наградени ваучер за консултантски услуги од сертифицирани консултанти кои што вистински ќе ве водат за бизнисот од Асоциацијата за менеджмент и консалтинг МК 2000. Значи тројцата што ќе победат денес имаат обврска да се спремаат пред надпреварот со Арно и со МК, ами кога ќе се вратат без разлика таму што ќе направат, да си продолжат да работат со консултантите, затоа што како што кажа, мислам дека Габи, ова е само еден од многуте можности што ќе ги имате во иднина, нешто во што ние дополнително ќе ве поддржуваме и вмрежуваме и секако тука останува и опцијата до година да аплицирате со малку подизмената идеја, коригирана верзија, меѓутоа се надеваме дека ете, овој надпревар ќе биде уште една од многуте можности што во иднина исто така ќе ги имате. Ќе ги повикам сите 12 идеи, јас првин ќе ја кажам идејата, па потоа и представникот, да дојдат во делот што е кај банерите кои што упорно паѓаат, да си го подигнат сертификатот за успешен пласман во финалето. Да, за учество во финалето на филантропија преку зелени идеи 2019. По првата идеја која што ќе ја повикам е мобилната апликација која ги наградува сите еколошки одговорни корисници, Челенџер и представничката која денеска говореше Олга Рајчики. Имаме фотографии, голем дел од нив завршуваат како профилни, уште една додадена вредност на денешниот настан. Следно ја повикувам идејата платформа за онлайн купување на сместување преку која со секоја трансакција се поддржува садење на едно дрво 3 Banks Михаил Стевчев. Следна идеја која што ја повикуваме е едукативни екоиграчки на Александар Бинов. Идејата анаеробен модуларен дегестер на Иван Торомановски. Производство на Биосмарт Орис Јордан Чолевков. Идејата паметна кутија за апчиња направена од рециклирани материјали на Игор Митев. Идејата Биовита органски кремови од лешник со еко-восочна обвивка. Марија Димовска. Бонита Вита. Ги повикувам Бушкрафт, e-bike Tours Македонија, тури со електронски велосипеди Александар Дудевски. Идејата Дино Метал Парк, скулптури од отпад, Маја Миневска. Идејата Природен едукацијски центар за деца за животни вештини Дејан Спасовик. Мабел, еко-ресторан со редовен ангажман на бабички кои подготвуваат традиционална храна. Јана Куновска. И идејата маркетинг агенција за организирање на зелени настани Мики Трајковски. Puzzle Events, Green Events. Благодариме на сите учесници. Не заборавајте дека за нас овде сите вие сте веќе победници и предводници за зелена економија.
По прогласувањето, кој ќе биде многу набрзо, ве покануваме на неформално дружење, на коктел, на дружби со жирито. Дел од нив веќе ви најавија одредени можности за поддршка и аспирации за да ве поддржат, а секако со секој од нас можете да поразговарате за било кој аспект на зелената идеја што ви интересира. Сега сакам да го повикам нашиот партнер Владко Данилов од МК 2000 да ги прогласиме победниците. Може да оди на сцената за да официјално ги доделиме ваучерите. По Владко, наградата од Фондот за иновации ќе ја додели колегата Бранислав. Трето место. Производство на Биосмарт Орис. Јорданчо Левков. Супер, честитки. Второто место е за Природен едукацијски центар за деца за животни вештини Дејан Спасовик. И првото место, да не одземаме од вниманието од сликањето, првото место на надпреварот филантропија преку зелени бизнис идеи 2019 во нашата земја е за мобилната апликација која ги наградува сите еколошки одговорни корисници Challenger. Пред да го повикам Фондот за иновации, сакам на кратко по една реченичка, ако може да ни кажете, се надевам дека овој микрофон работи. Што е вашата зелена идеја? Да им кажете на сите останати за да не се одат со прашалници да читаат изјави од медиумите. Олга, дали може да почнеме од вас? Ако знам дека сте возбудени и збунети. Пред се фала за наградата, искрено сме изненадени, ама многу напорно работиме. Работиме од октомври 2018 година, каде што почна целата идеја на Стартап Викенд Скопје. Ние сме мобилна апликација која што служиме како маркет простор. Што значи тоа? Корисниците на нашата апликација возат точак, одат пеш и за тоа се наградени. Но како се наградени? Секој километар се претворува во парички, а со паричките купувате попуси или услуги во нашата виртуелна продавница Challenger. И со сето тоа ние ствараме заедница на општествено одговорни бизниси кои што ги поддржуваат најактивните членови на нашето општество. А со тоа градиме една заедница на потенцијални менувања на балканските навики во овој регион. Затоа што планираме да станеме балканска апликација која што ќе го реобмисли Балканот и нашите навики. Така да се надеваме дека во септември е лансирањето на нашата апликација, се надеваме дека многу од вас ќе земат и учество и ќе ја користат истата. А се надеваме дека целиот овој процес кој што ќе ни го обезбедат Арно и филантропија за зелени идеи ќе ни помогне во развојот да направиме уште поуспешен бренд и поуспешна апликација која што ќе биде препознатлива не само тука и на Балканот. Фала ви. Ако може микрофонот кај Дејан Спасовик. Нашата зелена идеја е дека само од нас лично зависи, а тоа да го сватиме треба да некако да се осврнеме на себе самите и на своите животни вештини кои што веќе ги имаме изгубено. И ние тргнавме од почеток, рековме ајде да видиме што е зелено пред се. Зелено не се учи во училниците, зелено се живее и зелено се битисува и се битисува во зелено и се работи зелено. Така да ние планираме да веќе е направен, но сакаме да го малце реструктурираме школа за животни вештини пред се на почетокот за деца, каде што децата би се запознале со се она што во суштина е некако било пред многу години нормална работа да се знае, а денеска едноставно е заборавено и изгубено. И со самото тоа се случува промена кај самите луѓе, пред се кај децата и после кај нивните родители, за тоа како во суштина голем дел од работите што се околу нас зависат само од нас и од нашиот труд и од нашата работа.
Центарот е во моментот во етаблирање и изградба. Јас со мојата фамилија, со мојата сопруга го градиме во селото Чучер, значи од град се преселивме во село и сведочиме за тоа дека живеењето во природа, тоа е напуштено село Чучер и полека доаѓаат луѓе од град и го населуваат и му даваат нова содржина, социјална, културна, природна и сите луѓе што се овде ги поканувам да дојдат и да видат што значи да си во контакт со природата. Ви благодарам. Фала многу. Биосмарт Орис, ако може на кратко пред скроз да ни заврне. Нашата идеја беше Биосмарт Орис, паметен Орис, ем го јадеш, ем ти ја зачува животната средина. Значи, нашата идеја и цел беше како оризопроизводители малку да се преструктурираме, да се трансформираме, да размислуваме малку и за зачувување на животната средина, покрај сите тие агротехнички наши влијанија, негативни, штетни што ги правиме врз сливот на реката Брегалница, да размислуваме малку еколошки, чисто, да ја зачуваме животната средина, да употребуваме контролирано природни ресурси, како и вештачки хемии, се со цел да добиеме здрава храна и здрава животна средина за сите нас да опстои тоа повеќе во нашиот крај, производството на ориз. Фала многу, честитки уште еднаш. Бранислав, може едниот микрофон, доколку сакаш да ни изјавиш нешто од име на Фондот за иновации и да се подели наградата на Челенџер. Кажем што е наградата, како ќе може да искористат. Победникот е Фондот за иновации, ќе ги покрие сите трошоци околу учеството на победникот на некој меѓународен надпревар, конференција, што и да е, каде што ќе пичираат нели со својата идеја, со идејата која победија на ова надпреварување. Честитам од името на целиот Фонд за иновации. И посакувам успех во реализацијата на вашата идеја. Фала на сите. Пред да не одјавам официјално, да се заблагодарам освен до жирито и до вас присутните, на тимот од Арно, на Кате, Марија, Александар, Ањеза и на нашата веќе 3-годишна соработничка Ирена Андреевска. Соработничка веќе 3 години на проектот Филантропија преку зелени идеи. Искористете шансата за неформалното дружење, а сега да се сликнеме додека официјално не ни заврнало. Фала на сите.